Завршува времето кога партиите ги предлагаа, а граѓаните само ги потврдуваа општинските советници. Во постапка е изготвување на закон според кој уште на редовните локални избори до година да се применуваат така наречените отворени листи на советници. Ова практично значи дека наместо за цела партиска листа, граѓаните ќе можат да гласаат за секој советник поединечно и на тој начин тие да го креираат идниот советнички состав. Отворени листи за избор на советници, за да советниците видат избрани од граѓаните и тие му служат на граѓаните, не на политичките партии. Во интерес на граѓаните, бидејќи ако советник влези таму избран непосредно од граѓаните, тој ќе води сметка по 4 години повторно да биде избран, да направи нешто за граѓаните. Сега го делегира политичка партија и тој одговара само пред политичката партија, нема одговорност пред граѓаните. Пошто работел, не работел, ако има добри релации во партијата, тој повторно ќе биде на листа и граѓаните ќе бидат приморани да го гласаат. Целата постапка е се уште во почетна фаза и таа треба да помине преку Министерството за правда. Доправа за ќе почне работата на групата, ние има уште една-две партии кои што немаат официјално номинирано представници, но во наредните денови до крајов на годинава ќе започне работната група и би требало некаде на пролет да излезе со конкретни измени на изборниот закон или пак со нов изборен законник. Тоа би била според мене една идеја за доближување на граѓаните до изборниот процес, за нивно поактивно учество и доколку и постои согласност од сите партии, тоа ќе се имплементира. Знаеме дека законот во принцип од нашата политичка култура се донесува со консензус. Доколку сите инволвирани во политиката се согласат, многу повеќе изборот ќе биде во рацете на граѓаните, а многу помалку на партиите. Слични идеи имаше и за пратеничките листи, но засега за нив конкретни разговори нема.